Убовин. Добро вечер од Македонија за сите оние кои се вклучија точно на почетокот и на вечерашно издание. Велиме добро вечер ние, а и за вас вечерва на еден млад господин со кого што навистина со задоволство сакам да проговорам вечерва за некои теми за кои знам дека и тој со задоволство би сакал да проговори. Првата општа и генерална и најголема, најубава и највозвишена тема што ќе се провлекува од почетокот до крајот и на овој вечерашен Македониум е Македонија, се разбира, драги мои, а добро вечер велиме за младиот господин Филип Петровски. Добро вечер, добре дојде во Македониум. Нема да ти пресирам, ќе ми простиш, затоа што и да се трудам, знам дека во текот на емисијата ќе преидам на тие, а тогаш многу полошо ќе прозвучи и за мене и за гледачите, ќе речат водителкава не знаеш управи еднаш или еднаш ти. Значи, добро вечер, Филипе, и добре дојде за прв пат во Македонија. Добро вечер, благодарам за поканата. Секако задоволство ми е да зборувам за Македонија. Тоа е нешто за што сите знаеме да зборуваме, нели? Сега некои знаеме малку поубаво, некои може би не толку убаво. Меѓутоа, факт е дека таа излегува од секој нешто го има тој предзнакот М пред собствениот идентитет. А понатаму потоа во емисијата, мислам, ќе проговориме и за разните варијанти, модалитети и нијанси на тоа М. За почеток, во вакви предизборни денови, јас би сакала малку да те прашам нешто за политиката, бидејќи ти сепак беше еден од оние момци кои, нели, политиката бурно ја испроба и ја испрактикува невообичаено, може би, за наши вака размери македонски на тоа време. Потоа ја практикуваше и малку поинаку во меѓународната политика, а сега не знам колку и како ја практикуваш и што мислиш за политиката во Македонија воопшто. Значи, првава тема што сакам да ја наметнам за првиот дел на емисијата е политиката и политиканството во Македонија. Повели. Добро, тоа е интересна тема. Во секој случај, ја доста млад започнав да се инволвирам во сферата на политиката. Секако дека благодарно е прашањето од проста причина што мене потрагата по македонски идентитет ме однесе во политички активизам. Македонија од времето на моите почетоци беше држава во зародиш на некаков обид за демократизирање, воведување на различно мислење, воведување на повеќе партиски систем и учење на еден нов модел, кој што беше стран за претходните генерации. Јас бев во тоа време студент на филозофски науки, на катедра по филозофија во Скопје, и едноставно се она што ми пречеше околу мене е спориот развој на македонската демократија, една дегенерираност, раѓањето на еден не демократски, туку една закржлавена, дегенерирана форма на демократија, која што всушност се поставуваше само како параван, ми пречеше и јас барав свој политички израз. Тој политички израз го најдов